По смртта на Александар Македонски во 323 година пред новата ера, неговата огромна империја останала без јасно определен наследник. Наместо единствена власт, започнале борби меѓу неговите најблиски соработници, познати како дијадоси. Со тоа започнал хеленистичкиот период, време на поделба, но и ширење на хеленистичката култура. Александар не оставил јасен наследник, па неговите генерали ја поделиле империјата меѓу себе. Овие поделби довеле до постојани војни, бидејќи секој владетел се обидувал да прошири што поголема територија и да ја зацврсти својата власт. Од овие борби се издвоиле три главни хеленистички кралства. Антигонидите владееле со Македонија, Селевкидите со Сирија и Мала Азија, а Птолемаидите со Египет. Иако биле политички поделени, сите овие држави ја ширеле хеленистичката култура, јазикот, уметноста и науката. Меѓу хеленистичките кралства постојано се воделе војни. Особено познати биле сириските војни меѓу Селевкидите и Птолемаидите, кои траеле со децении. Овие војни ги исцрпиле државите и значително ја намалиле нивната моќ. Во исто време, на историската сцена се појавила нова сила – Рим. Македонскиот крал Филип V го поддржал Ханибал во борбата против Рим, што довело до римска интервенција на Балканот. Со тоа започнале војните меѓу Македонија и Рим. По Филип V, македонскиот престол го наследил неговиот син Персеј. Тој се обидел да ја обнови силата на Македонија, но во 168 година пред новата ера бил поразен од римјаните во битката кај Пидна. Овој пораз бил пресуден за судбината на Македонското кралство. По битката кај Пидна, Македонија била укината како кралство и поделена на 4 дела. Подосна станала првата римска провинција на Балканот. Со тоа започнало римското владење во регионот. Хеленистичките кралства не исчезнале поради недостаток на култура или знаење, туку поради постојаните поделби и војни. Рим ја искористил таа слабост и постепено станал најсилна сила во античкиот свет.